Позадоцнетата набавка на вакцините против COVID-19, заради што Македонија данокот го плаќа со досега речиси 6000 загубени животи, во земјава со месеци не достигаат и задолжителните 6-валентни вакцини за најмладите. Загрижени родители алармираат дека подолг период не можат да ги вакцинираат своите деца. Велат, неколку пати биле вратени од вакциналните служби, бидејќи вакцини немало, а немало ниту информација кога ќе стигнат. Последниве 3 месеци негде 5-6 пати се појдени на вакцина. За жал вратени се, 5-6 пати се вратени. Образложени од страна на вработените во медицински центар, значи нема. Станува збор за 6-валентни вакцини, кои што треба да ги примат деца во најрана возраст, до 2 години, значи. Револтиран заради ова, Тошевски се обратил и до Министерството за здравство, но оттаму одговор досега се уште не добил. Тој смета дека ова е крајно неодговорно од државата, бидејќи станува збор за задолжителна имунизација на децата. Значи самиот закон кој што државните органи го носат, а не може истите да го исполна, значи тука станува збор за крајно неодговорно однесување. И директорката на Прилепската болница со проширена надлежност Кети Смилеска признава дека вакцините ги нема, но уверува дека истите ќе стигнеле до крајот на второто тромесечие од годинава. Според неа, недостиг имало во сите здравствени домови. Во првото тромесечие вакцините се ставени колку што биле предвидени и порачани. За второто тромесечие немаме, односно имаме 50 и биле веќе потрошени и во моментов нема вакцина. Официјално испратени ни се на збарањата и ова информација ја знаат таму дека се такви состојбите со бројките. Ги чекаме ние до крајот на второто тромесечие да ги добиеме вакцините кои што се планирани да се стават во второто тромесечие. Во завршна е тендерот за набавка на вакцини, значи последните законски рокови. Инаку, во Прилеп и масовната имунизација против COVID-19 започна дури пред 2 дена, иако Прилеп, според бројот на жители, е град со најмногу заразени и починати од корона.